Со првото полуфинале во Виена официјално почнува јубилејното 70-то издание на изборот за песна на Евровизија, музичкиот спектакл кој со децени еден од најгледаните телевизиски настани во Европа и светов. Годинава домаќин е Австрија, по победата на JJ со песната Wasted Love во 2025 година, а трите евровизиски вечери ќе се одржат во арената Винер Штатхале. На надпреварот ќе учествуваат 35 земји, што е најмал број учесници од 2003 година наваму. Двете полуфинални вечери се закажани за 12 и 14 мај, додека големото финале ќе се одржи во сабота на 16 мај. Водителите на годинашниот Евросонг се австриските телевизиски звезди Викторија Сваровски и Михаил Островски, додека од така наречената зелена соба ќе известува Емили Басвајн. Организаторите уште пред почетокот на Евровизиската недела ја представија спектакуларната сцена во Винерштатхале, која важи за една од технички најамбициозните во историјата на надпреварот. Сцената се простира на повеќе од 2000 квадратни метри, тежи околу 210 тона и содржи повеќе од 8500 индивидуално контролирани LED светилки и 80 механизми за движење на осветлувањето, кои создаваат ефект на така наречен светлосен балет. За прв пат во историјата на Евровизија, целосното сценско осветлување е базирано исклучиво на енергетски ефикасна LED технологија и ласери. На прашањето за своите месечни приходи, српската пејачка Дара Бубамара на Бака Прасе му откри: зависи од тоа колку рекламни кампањи имам и настапи. Околу 120.000 евра месечно, да речеме, може би малку помалку. Но тој потоа ја занеме со износот на неговата заработувачка. Јутуберот Богдан Илиќ, попознат како Бака Прасе, ја покани пејачката Дара Бубамара да биде дел од неговиот лајв. Нивниот разговор привлече огромно внимание поради темата за нивната заработувачка. На самиот почеток од лајвот, Бака Прасе откри дека пејачката наводно имала посебен услов за гостувањето кај него. Дара Бубамара ми бараше 50.000 евра да дојде во мојот лајв, рече Бака Прасе на почетокот, додавајки: таа ме поддржа кога што туку почнував, а сега е време јас неја да ја поддржам. Се запознавме пред 7 години на роден ден во Нови Сад. Потоа двајцата разговараа за деловните ангажмани, настапи, за рекламите, пошто Дара без двоумење проговори за својата месечна заработувачка. Дара за својата плата изјави: зависи од тоа колку рекламни кампањи имам, колку настапи, околу 120.000 евра месечно, може би и малку помалце. На тоа се надобрза Бака Прасе и откри дека тој месечно заработува околу 600.000 евра и дека сумата зависи од месец во месец. Доктор Сања Пановска, родена во Делчево за 2025 година, е избрана меѓу 100 најзначајни научници во Берлин од весникот Тагешпигел. Годинава е добитник на признание од меѓународниот фестивал Јаков од Коменарека во Македонска Каменица. Пановска, родена во Делчево, дипломирала физика на Природно-математичкиот факултет во Скопје, магистрирала геофизика во Штип, а докторирала на Швајцарскиот федерален институт во Цирих. Постдокторските студии ги завршила на Универзитетот во Калифорнија во Сан Диего. Од 2016 година таа е научен истражувач во Германскиот центар за геофизика во Потсдам, а од 2025 лидер на истражувачка група. Раководи со европски проект од 2 милиони евра, доделен од Европскиот истражувачки совет.
во рамките на културната манифестација Денови на Крали Марко, која секоја година се одржува во Прилеп, во организација на општина Прилеп, и оваа година граѓаните ќе имаат можност да уживаат во богата програма посветена на легендарниот средновековен владетел Крале Марко. Настанот е посветен на одбележување на годишнината од неговото загинување, како и на промоција на Прилеп како град, што е тесно поврзан со легендата за овој вистински, историски, но и епски јунак на поднебјето. Крали Марко, познат по бројните подвизи, останува една од најзначајните фигури во народното творештво на Балканот, особено во македонската епска традиција. Како дел од програмата, оваа година посебен акцент привлекува концертот на култната македонска група Мизар, кој ќе се одржи во недела на 17 мај 2026 година во амфитеатарот во Варош, со почеток во 20 часот.